овој дел на анкетната комисија помина со поставени многу прашања и добиени многу одговори од страна на председателот на владата Груевски. Најголем дел од одговорите беа утврдување на одредени факти поврзани со скандалот околу прислушкувањето и во секој случај имаше и други теми кои што се присутни во јавноста или биле политички присутни во јавноста. Бидејќи е затворена седница, јас ќе ги почитувам правилата и ќе кажам дека од затворена седница, согласно деловникот, правилникот за работа и законите во Република Македонија, не би било ниту законски, ниту коректно да даваме било какви дополнителни подробни информации, но сме задоволни што председателот на владата Груевски имаше време да даде одговор на сите поставени прашања на членовите на анкетната комисија и се надевам дека истите ќе ни послужат за изготвување на извештајот кој што треба да биде готов кон крајот на јануари. Денеска јавноста беше за жал сведок на торпедирање на анкетната комисија за скандалот со прислушкување, торпедирање на анкетната комисија извршена од Никола Груевски, од причина што истиот одбра наместо јавно и транспарентно да ги даде и да ги понуди своите одговори пред македонската јавност, истиот одбра да камерите, медиумите, со тоа и јавноста бидат исклучени од сослушувањето, испрашувањето и давањето изјава на Никола Груевски. Жално е што тоа навистина се случи, бидејќи совршено не разговаравме за никакви класифицирани податоци и толку би можел да кажам околу содржината на комисијата, односот на Никола Груевски кон анкетната комисија, односот на Никола Груевски кон содржината на прислушкуваните разговори и политичката одговорност е таква каква што е во изминатиот период, цело време, така што навистина, ако ме прашате како човек, не како председател на комисијата, кој што имав можност да присуствувам натре, не знам зошто беше побарано да биде оваа седница затворена. Прашањата нити беа класифицирани, нити одговорите, меѓутоа толку за содржината, затоа што согласно законот нема да можеме да соопштуваме повеќе детали од таа работа. Повторувам, се што се случуваше внатре нема класификуван карактер и лага е дека всушност бил потребен мир. За одговор на прашањата кои што беа поставувани, не му требаше совршено да има мир внатре во салата, бидејќи секако ќе го имаше и ќе беше тишина која ќе одговараше, меѓутоа немаше да може да има таков однос на торпедирање и несериозност кон анкетната комисија. Што значи тоа торпедирање на комисијата? Па ако еден председател на влада како најодговорен во државата одбере за скандал од толкави размери заради кој што оваа држава е во таква длабока криза, оваа држава има договор пржински, оваа држава го доби извештајот од Прибе, оваа држава доби условена препорака за анкетната, за почетокот на преговорите со Европската комисија, и ако тој човек, сето тоа се случи заради аферата со прислушкување меѓу другото, и ако тој човек што е најодговорен одбере да се сокрие од јавноста, да избега од очите на јавноста со цел да не се соочи пред јавноста со прашањата што навистина не се незгодни и се однесуваат баш на оние разговори што имаше можност целокупната македонска јавност да ги слушне, тогаш неговото однесување не е ништо друго освен торпедирање на анкетната комисија. Што го прашате, господине Шилимов, бидејќи не се класифицирани или прашањата? Прашањата беа врзани за оние содржини што јавноста веќе толку им е позната. За одговорите на Никола Груевски не би сакал и не би можел да зборувам, верувајте ми, затоа што сум пресериозен човек и мислам дека е срамота да ширам хумор за волку сериозна тема. Како ќе биде тамошната динамика? Не можам за такви детали да ви зборувам. Како ќе биде тамошната динамика? Утре е закажана седмицата за сослушување на Милијана Киевски. Очекувам дека повторно ќе има бојкот од страна на ВМРО ДПМН. Веќе конечно на крајот на денот стана јасно дека ВМРО ДПМН е таа која што нема интерес да проработи оваа анкетна комисија. И тогаш кога Груевски беше соочен со стравот од јавноста, бидејќи бегаше и по јавните прозивки, одлучи таа јавност да ја исклучи.
Станува јасно дека на ВМРО ДПМН не му е потребна анкетната комисија, они сметаат дека се доволно покриени со својата медиумска надмоќност и дека вистината нема потреба да се знае поинаква од онаа која што ја нарачуваат во вестите. Имате медиумите достапност до записите? Нема да имаме достапност, бидејќи кога е затворена седницата, согласно деловникот, согласно протоколите од собранието, согласно законите, ако сакате, тие се во посебен режим на чување на материјали во собранието на Република Македонија. Токму затоа и сакам да го демонтирам господин Груевски дека него му требал само мир, бидејќи тие материјали ќе може да се објават. Тие материјали за жал нема да може да се објават, а ако некогаш се објават, ќе бидат добар дел од, може да се направи добар серијал, 4-5 епизоди во трајање од сат време, толку ни траеше, 5 часа ни траеше сослушувањето, од добра македонска хумористична серија. ВМРО кажуваше дека после Груевски ќе дојдат и други повикани да дават изјави. Очекувате ли тие да доаѓаат или со доаѓањето на Груевски тоа ќе... Не е прашањето дали ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија очекуваме. Ова анкетна комисија е составена баш за да овдека дојдат да сведочат луѓе. Прашањето е што македонската јавност очекува актерите на прислушкуваните разговори конечно да се осудат, јавно да проговорат. Меѓутоа, какви се сценаријата на ВМРО ДПМН, јас кога Груевски се престраши да избега од јавноста, очекувам дека било кој од овие натаму што доаѓаат, ќе го веќе им го купи стравот, го скрши мразот Груевски, излезе храбриот боксер дека сака да боксува на скриени боксмечови. По председател на комисијата, гледате ли поента во нејзиното работење кога сите седници ќе бидат тајни? Значи, не е проблем толку, значи е огромен проблем неприсуството на јавноста. Проблемот е хуморот кој што очигледно не недостасува кај Никола Груевски при одговарањето на прашањето. Денеска навремено дојдов да одговорам на поканата на анкетната комисија во својство на сведок, да одговорам на сите прашања кои што сакаа сите членови на анкетната комисија да ми ги постават. И одговорив на сите прашања, без исклучок. Секој доби одговор. Дори на крајот веќе добар дел од нив и нема доволно прашања. Не ги искористуваа своите права да ги постават сите по број прашања што може да ги постават, затоа што си исцрпеа прашањата кои што сакаа да ги постават. Се повикав на членот 4, став 4 од причина што единствената програма на СДСМ е да создава конфликти, тензии, деструкција, ширење на омрза и не сакав да им го пружам тоа задоволство денеска. Одговорив на сите прашања, ги кажа вистинските одговори. Тоа се работи кои што во најголем дел и јавно сум ги кажал и сум ги споделил со јавноста, така што нема нешто што досега не е споделено со јавноста од она што го кажав. И мислам дека покрај оваа анкетна комисија следува и вистинската анкетна комисија ќе биде она на народот на 24 април следната година. Господин Груевски, токму повикувајќи се на затварање на седницата, председателот на Шилегов, цитирам, Груевски ја торпедираше анкетната комисија. Уште еднаш потврдувам, одговорив на сите прашања на комисијата, на секое прашање добија одговор. Сите имаа право да постават онолку прашања колку што имаат право по деловникот, дел ги искористија сите прашања да ги постават, дел нема затоа што пред нив некој веќе ги поставил прашањата, па не ги искористија сите прашања. Напротив, не само што не сум ја торпедирал, како што тој кажал, туку напротив, одговорив совесно, одговорно и на време дојдов да одговорам на сите прашања и да ја кажам вистината, да им ја кажам вистината во очи на сите кои што сакаат на било кој начин да ја искриват таа вистина. Пред 10 дена ветивте или 2 недели ветивте дека ќе одговарате отворено за јавноста, а после одговарате да биде затворена седницата. Зашто? Погледнете изјавата од пред 10 дена. Дали ги се испочитува до крај договорот од Пржино? Договорот од Пржино мора да се испочитува и мора да има избори на 24 април 2016 година. Оставка објавено. Договорот од Пржино ќе се испочитува и ќе се постапи онака како што е предвидено во договорот. Господине премиер, јас пред една недела прашав дали имате ништо против медиумите да присуствуваат на анкетната комисија и рековте немате ништо против.
Прашањето, јас како што го разбрав, беше дали медиумите имаат право да присуствуваат на, Јас мислев конкретно на на вас. анкетните комисии, вие сте мислеле конкретно на мене. Јас одговорив на тоа прашање уште во мојот дел. Зошто дали се против да присуствуваат медиумите на... Одговорив сега пред малце на тоа прашање. Ама имаше нешто класифицирано во вашето одговор? Пред малку ви одговорив на прашањето. Не може повторно да ми повторите, дали може? Не, ќе ја вратите снимката и ќе го видите одговорот. Мислите дека е некар кон јавноста што нема да слушне што се зборувало на анкетната комисија, само за да се... Одговорив и на тоа прашање укажувајќи дека се што кажав тука веќе е кажано во јавноста, дали тоа е на прашања на медиуми, дали тоа е на пратенички прашања или слично. Господинот Шилегов рече дека личеле на хумор одговорите ваши. Очигледно е дека господинот Шилегов имал некакви други очекувања и мислам дека тоа е тој што сакаше да направи хумор денеска, односно да внеси тензија, да внеси деструкција, да внеси говор на омрза. Тоа е нивната програма. Нашата програма е правење на проекти, нашата програма е програма на отворање на нови работни места и јас ве поканувам во 19 часот да дојдете во владата, имаме да објавиме една нова инвестиција, пристигнати се инвеститорите и се работи за инвестиција која отвара многу нови работни места.